Драги мои, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание Јаде бурек на ТВ Сонце. Гостен вечерва во емисијата е Игор Атанасовски. Не давај друг кадар. Ќе ви текне ли за кого зборам? Не. Дури мене не ми текна кога ми се представи како Игор Атанасовски, претпоставувам дека само најблиските го знаат како таков, а ја го знам како Гуру Харе. Гуру Харе, Гуру. Добре дојде. Добро најдов, Јанко. Ти благодарам што се одзва на поканата и што дојде во емисија, навистина ми причинува огромно задоволство. Сега, кога би требало да те презентирам, имам многу начини, но имам 120 минути за тебе, може би ти се гледаат многу, но сакам да ги илустрирам со музика. Ти ме шерди се дека ние се знаеме од многу поодамна, а морам да признам дека стварно не те поврзав се до оној момент додека не се случи она што се случи. Имено, не мора да пушта тон, како јас тебе те запознав. Тоа беше концерт на... Можеш звукот да го пуштиш во позадина. Влегувам во сала, се спрема концертот, пијам пиво. Ретко кој оди дотаму да проникне во суштината, знаеш. Дејќи ова музика има тежина, мене немам формално образование, с факултет завршено. Мене ми се учители Pink Floyd, текстовите, Џони Штулич, значи
Тогаш се учеше животот од големите поети. Синоќа, кога се вратив од емисија, да ти кажам, супругата преуморна беше, заспана, вратена од работа, не можев со незе да се видам, да си размениме. Така, денот. Денот како ни поминал. Ги наоѓам децата будни. И му одржав на сите иста лекција, 2-3 реченици колку да се најде. Им викам, завршете школа, учете. Значи, мора едно формално. Ма то не значи дека имате знаење. Значи, имате образование, Така. а знаење. Например, едниот ми заврши факултет информатика. Му викам, џабе ти ако не седнеш да прочепнеш уште некое програмче, затоа што не си готов производ, мораш да се надградиш, мораш да учиш, мораш 300 Така финти е. да овакво, викам, полесно ќе најдеш работа, кога ќе најдеш работа и така, викам, така да чепкај си, наоѓај си што те интересира. Знаењето крај нема, нели? Знаење стекнуваш цел живот. А ме рчно ова со конзумирањето. Значи, музика конзумираме како и храна. И тоа, ама тоа е добра аналогија. Не е лошо. Така, некогаш грицкаш семки, некогаш ќе земеш сендвич. Ама некогаш сакаш тој бургер, кој ќе го направиш дома, или кој ќе отидеш во ресторан, да го јадеш со салата, со винце, со Нели? пивце, И што викаме со да сите ти се све. фати. Барем еднаш. Така и за музиката. Слушајте на ова. Слушајте на компјутер. Информирајте се од YouTube. Ама барем едно минимално системче, малку од малку поквалитетно, без слика. Замижани и Апсолутно. слушај барем, еве, никој немаме нерви, дури и јас се фаќам дека не можам цел албум да изслушам 40 минути, ми требам напор. Да, сепак е да се ставиш во психолошка состојба, знаеш, кога слушаш така ти си Но- отворен сосема, знаеш. Но 3-4 Да го песни јас примиш. ќе ги изслушам, за да разберам не само песната, него што сте правеле у студио. Така е. Тоа е исто како да ме однесеш у Лувр, зошто да идам у Лувр? Ќе видам ја Па Мона тоа Лиза да овде? гледаш, имаме, да. Така? Зашо да идеш да ја видиш Мона Лиза? тоа е Арно, тоа. ама сакаш да застанеш да ја видиш спектакуларноста на целата слика. Вау, што направил овој човек? На времето, во еден период, бев обседнат од Винсент Ван Гог. Ја прочитав Копнеш по животот, нели? Жудња за животом на српски беше преведена Не ја тогаш. знам книгата. Многу убава книга. За него? Баш за Винсент Ван Гог, да. Некој ја напиша, пошто он Некој не е напишал. напишал, Да, добро. Не. И бев фасциниран од него и во тој период имав прилика да одам во Ермитаж во тогашен Ленинград, сега Сент Питерсбург, како се вика. Санкт Питерсбург, фактички. И имав прилика да му ги видам сликите од блиску. Значи се залепив со носот до сликата и точно видов, знаеш, како сликал со тубата, тие движења. И тоа е, не знам како да кажам. Не може да го опишам чувството. Да. Знаеш, ко да стојам пред човекот имав чувство. Тоа е моќта на големата уметност. Како ова, впрочем, што го слушаме во фон, знаеш. Ама ова е фон, ова е не слушаме, ова е амбиент. Ние ја Така користиме музиката како амбиент. И таа може да биде прекрасна исто и знаеш да ја конзумираш едно во кола, едно на мобилен, едно Така на е, работа, така е, едно така за е, така е. спиење, но најди една песна да ја ислушаш цел. Многу не скина MTV. Знаеш кога ни создава слика, бидејќи научив, кога слушаш стерео, убаво, на звучници, најдете и ископајте ги вие тие стари звучници, вредат и тоа појачалци, не ги фрлајте. Знам дека не слушате. Еднаш да си го направиш месечно или на 2 месеца ќе ти вреди. Угасено светло, ништо на екран. Да немаш асоциација на музика, за да го чуеш тоа и слушај кај му иде гитарата. Имало 2 гитари. И сега кога почнуваш ти онака, ти доаѓаат дополнителни детали, па онака, што ја знам, забегани сме ние бе по музика, љубители, што ја знам, може не разбираат. Тоа ќе речеме, а сигурно има уште многу како нас љубители, тоа е вештина, Јанко. Исто како и hi-fi. Тоа ќе речем, Нели, па- секој слуша, ама некој сака поквалитетно, фрла Така е. илјадници. И тоа не е залудно, фрлени пари. Знаеш, зашо еден ислушан таков албум со замижани очи, знаеш, кога ќе ги отвориш очите после тоа ти ја враќа енергијата. Барем еднаш годишно барам причина да отидам во Болин.
продавницата за hi-fi во трговски центар. Сам како таму кога влегувам, како да влегувам во некој храм. Мене ми е. Да. Значи, но не знам, тоа е мајндсет. Но кога тоа постои, значи не сум единствен, има и други луѓе кои размислуваат како мене. Никако. Но интересна работа е што ти ме вџаши пред почеток на емисија, не се спремив за ова, а тоа е дека ја не те знам од првото слушање на Тоно Чајно на Crazy Diamond на концертот на Игор Џамбазов пред да му се случи, тогаш веќе и беше на столица, не можеше да стои, а не знаеше што му е, што проблем се има кутриот. Ти со музика се бавиш многу одамна и кога ми ги спомна, ај изговори го тоа што ми го кажа пред емисија. Само што не можев да донесам Леле, фотографијата, ти како е, ветувам дека ќе ја најдам дома. Ајде објасни го што ми ќе ја кажа. фотографирам и ќе ти пратам. Ајде објасни ми го затоа што Тоше кој ја прави енциклопедијата ќе полуди кога ќе го чуи. Значи на таа фотографија сме ние како Гино де Гаги, групата Морал со Джокси во тоа време како пејач, потоа си ти, покојни Бајо Јанковиќ, Вера Јанковиќ, Софре, како се викаше супругата подоцна на Софре, Сузе, значи психо групата, и сите сме сликани на железничка станица во Битола. Не ме фаќај за збор, значи помогни ми 80 и која година било тоа, не можам да се сетам, дали трета, дали втора. Значи јас сум дете пораснато по Грбевски ќе ни каже. Грбевски може да ни помогне. Тоа е годината кога настапивме прв на Рокфест, мислам дека е тоа 83-та. Тука, во тие години. И ние што бевме, мислам дека ние бевме победници, група од тие највисоко пласирани. Так. И не однесоа на концерт во Битола, во салата, и тоа беше Ти текну. едно неверојатно искуство од сите аспекти, и добри и лоши. Так. Со воз патувавме, Со воз. појма немам, не памтам. Јас се сеќам дека Джокси, веројатно бил, треба да го прашам, бивши гимнастичар. Знам дека изведуваше возот, се пентраше по шипките, се превртуваше. А немавме дроги, човече. Не користевме такви работи. Имавме дух. И имаше некоја саборност, знаеш. Стварно, на колку, ако се сетам на колку песни пеам придружни вокали или свирам гитари, знаеш, во тоа време беше дојди одсвири, никој не спомнуваше пари или нешто така. Слушај, ама многу чудно време, тоа беше времето на преклопот, пост-панк, новиот бран и техно-поп, кога идеше и кога уште се дефинираше што ќе биде следното. Време кога не знаевме да ги цениме New Order и Депеш Мод, а беа нешто ново. Да, беа новото. И сега, новото што доаѓа. Гино де Гаги звучеше многу интересно, прогресивно, чудно и експериментално за своето време. Знаеш, ние меѓу првите бевме што почнавме да користиме ритам машина. Во тоа време Мајо Бојаджиев доби ритам машина, купи и тоа беше што да ти кажам. 83-та ритам машина флиперче вокала беше. Изгледаше, Драматикс на Роланд, буквално. Меѓутоа беше, знаеш, и почнавме да креираме нов некој звук, интересен. Знаеш, самоделски, онака. Еве како звучеше тоа 83-та, 4-та година. Гино де Гаги, ја немам више нjen број. 85-та, пардон. Тоа е мој текст, инаку. Те напишале како Dark Wave, Minimal Wave. Добро, нека бидам Dark Wave. И во тоа време... чуеме. Ајде. Квалитетот на снимката не е баш најдобар. Каде има снимкава ти? Ова не излезе ни на... Ќе ти кажам. Чекай, да чуеме малце, па да стишаме.
nikad ne pitam zašto nikad ne pitam zašto to, u zvezdama piše to, u zvezdama piše to, u zvezdama piše to, u zvezdama piše. Пази, ова е времето златни папагај. Така е. Кој знае како и звучи на моја публика што е навикната и тебе сам Ситка, Фано и Јонче Христовски едно име имаме, ова име е Марс. Ама, ако, Ке се подсетат доста луѓе на ова. значи, по старата публика што и тоа слуша сега и само тоа памти, ќе се сетат дека како деца, ова, кај е ова снимено? Ова Од е, кај се овие снимки? Тоше Поп Симонов во тој период го имаше купено студиото и во детската негова соба во центар во станот. Ова е откако ги издува гремлините со нас со психо неуспешното катастрофално Снимено продуцирање. е тамо и во тој период се придружи на составот покојни Ацо Богдановски, Ацо Конга. Ацо Конга, Бог да го прости. А јас се случи да излезам од групата во тој период, не знам зошто. Инаку ова е мој текст и пишував на српски, не знам зошто, бидејќи сите Тогаш југословенски пазар. Тоа е Точно исто како така. француски бенд у Европа што издава на Точно англиски. така, ние се Така чувствувавме не се како не дел. бевме дека не бевме македонци, него тоа беше Европска напротив. унија, да. Меѓутоа се Кој што чувствувавме Германец како дел. денеска објавува, не знам, Лајбах пее не само на германски, Сигурно. пеат и на се веќе планетарно познат така, состав. така и апсолутно. мислевме, и стварно Југославија делуваше као огромен пазар. Јанко, и бевме дел од тој пазар и од таа Југославија и дури бевме многу респектирани македонци. Едноставно важевме како многу талентирани за музика. Тој пат, таа траса што изгазиле пред нас Леби Сол, подоцна Анастазија, значи сите што знаеш онака направија да имаат стравопочитание. Значи подоцна работејќи со Бодан Арсовски во СГ оркестра, значи кога одевме во Сава центар да свириме, на пресконференцијата имаше 100 новинари, човече, ја тоа до тогаш пред толку публика нема свирано, а не, значи со такво внимание она што доаѓаше од Македонија се примаше. Не само тоа, него во тоа време медиумите и пишувани, електронски, тогаш пишувани имаше многу повеќе, има сериозни музички новинари. Апсолутно. Денеска имаш медиум во кој нема музички новинар. Значи, и тоа е не само кај, сегде, буквално македонска музика, за среќа, еве ја имам колега кој е режисер и реализатор, арно, ама за среќа телевизијава тоа нема, мислам, не е денеска толку на цена. Но он ја разбира македонската музика и затоа на ТВ Сонце, па знаеш и она по концепт да видиш малце поп, малце рок, да малце биде народно, ама ги разбира работите, писмене. Така. 90% од медиумите нема. Тој што пишува за музика е на задна страна, бидејќи сега е главно политика. Во тоа време, освен политика, освен Тито, кој тоа беше, Тито можеше да биде на насловна страна, Вред се. све друго си имаше градација и ако дошле, не знам, Лепи Сол, тоа добиваше втора страна, па може би и насловна Како страна. тоа Денес време може имаше да сонува. Такви критичари во тоа време југословенски да ти, значи, се тресеш кој ќе ти бело дугме, значи се сеќавам на кавгите на Горан Бреговиќ Како се викаше дебелиот соночари? Кремер, Кремер, Петар Луковиќ, Петар Луковиќ, да се тресеш. Дошол овде у Скопје универзална го слуша овој вака Хрватите, го гледа. Дражен Врдољак, Врдољак. Дарко Главан. Да, Тоа да, беа Главан. авторитети такви да се тресеш. Издаваш албуми, што ќе кажат Што они? ќе каже они, од тоа живот ти зависи. Усвари, не ти е гајле продажба, него он ако го благословил, Точно добар така. се, ако не, Многу повеќе внимание се обрнуваше на културата. Сега едноставно многу малку простор има во медиумите. Значи поводот што сум овде, ајде, што прв пат доаѓам, покрај тоа е и нова песна и видео, значи од новиот материјал што правам. И ако не дојдеш самиот да, знаеш, да го испромовираш, да го покажеш вака, едноставно останува само интернет, YouTube. да, оние емисии музички со нема. топ листи ги нема, неинтересни се за спонзори, на телевизиите не им носат рейтинзи. Не знам зошто е тоа така. Јас не мислам дека зарем не е интересно, зарем не се зажелени луѓето нешто освен политички дебати да видат и да, знаеш, Не можам да ти објаснам, не знам зошто. Ја, еве, секој
бидејќи сум изложен на тоа, можам да потврдам дека кога ќе ми пукне филмот и ќе пуштам 3-4 спота, дали тоа ќе биде со македонски, имам многу позитивни реакции. Значи, не можам ја да имам лош печаток, а сум секоја Значи, не е вечер дека со... немаме Да, потреба. луѓето нема да зборат за тоа, нема да се јави на некој телефон да отвори дебат, бидејќи нема што да се дебатира на таа тема. Ја и ти можеме да отвориме телефон, некоја носталгија ќе чуе, ма нема што да дебатираме. Еј, каков... Кога ние би имале дебатни емисии во тоа време, ќе дебатиравме. Ти што збориш? Па тие солото нема везе. Владко Стефановски е болji од РМ Точак, па ќе се... Људи, дали сте норма? Тоа беа расправи. Кој е подобар, па какво се... Па дали Аријан Дема или Владко Стефановски, па кој е побрз, па дали техниката? Апсолутно, значи следевме се што ќе онака што ќе излезеше, што ќе мрднеше, толку бевме загреани. Не само ние што подоцна станавме музичари, јас целата моја генерација што ми Карпос 4 бевме љубители на Полис големи. Сите имаат дома онаа со палма, ја знаеш од музички магазин гитарата. Аха, добро. Акустична. Да. Ја мислам дека во цело друштво секој знаеше барем по една песна на гитара да отсвири. Тоа беше толку природно и нормално. Сите читавме литература тогаш. Знаеш, Види, на Јадран важно како беше. ги освојувавме девојките. Например? Седни и ова Балашевиќ што се зе на станици у Пули. Мислам, Почињаат да се ама збираат. важно ти два акорда со гитара, една-две песни, па ти веќе си Пази, никој идеш сам, почнеш со гитара и веќе имаш друштво, имаш луѓе. Многу беше важно, Јанко, и што слушаш кај и ме што удри, читаш се во тоа време. испонајжев, се испонај. Дај пушти музика, пушти зошто го викнавме овдека последнава песна со Игор Џамбазов, бидејќи Гуру Харе многу работи со Игор. Мислам дека ти му направи на Игор да има причина неговиот талент конечно да излезе како музичар. Мислам дека е тоа најголема твоја заслуга. Благодарам. Сори Игор, мисли си ти дека си Благодарам. најбољи од свет, ама Гуру Харе да го немаше, Ти благодарам. пушти. Уморни очи од бесони ноќи, како две старечки пеги под мојве веги, гледаат мирно и без страст, во обид да го сватат тоа што остана од нас. Мириса на есен, има вкус на заборав. Ова тело што го носам, го претвора во прав. Полека, како мисла нечујна, над мене лази како сенка студена. Староста доаѓа, староста доаѓа како сон. Мириса на есен, има вкус на заборав. Ова тело што го носам, го претвора во прав. Полека, како мисла нечујна, над мене лази како сенка студена. Староста
dođa. Starosta dođa kako son starosta dođa. Starosta dođa kako son. Тоа кај вас доаѓа. Ја не знам, пред емисија се расправав, а Игор се поише личи на татко му, ама очигледно он сака, вака, веќе малце. Сите веќе почнавме клонирани се. Да. Ама слушај, он намерно, ама го знам бе, види, глумец е човекот, го познавам бе, вие не го знаете, глумец е. Го знаеш она? Глумец е. Глумец е тој. Глумец. Слушај, ние сме генерација галени деца и он ќе остане и дете исто како што ќе останам дете, а кога ќе остариме, ќе глумиме дека сме стари. Бидејќи им реков на мојве, баш нешто зборевме тоа, им реков, викам, стар, кога ќе остарам, ја ќе умрам. Додека сум жив, ја сум млад. Види, и состојба на духот е Старост? Стар или Апсолутно. млад? Апсолутно. Ако се предадеш, готово, гейм овер. Тоа е прашање. А, знаеш кој ми го има ова речено мене во емисија? Не. Филозоф, мислиш? Свештеник. Господинот Угриновски. Него може да му се верува. Па, слушај, вика, ја ќе ти кажам, вика, долговечни луѓе се луѓе, вика, кои има мотивација, кој е одлучил у глава. Не го боли него рака, нога, не можам ова, она. Тоа не можеме кога ти веќе овдека ќе не можеш. И овој, ајде да ти кажам за еден музичар. Херберт фон Карајан. Добро. Тоа е музика која Познатиот диригент. Диригент, Бог да го прости, кој човек најдобрите перформанси ги правеше у тоа. За француска телевизија за неговиот 80 и некој роден ден снима документарец, идат во Австрија, го снимат и човекот за роден ден си доаѓа и овие по него идат, знаеш, она со камерата меѓу први, значи зборам 80 години. Отиде си купи Порше на Страда дел Сол или негдека во Италија, кај отиде, или Германија, не, на автобан отиде, пардон, се извинам, на автобан отиде, 240-250 и овие Мсье Карајан, зошто возите толку брзо, ово, она, ваму таму. Вика, знаеш што вика, ја телото ги немам тие рефлекси што сум ги имал, но, пардон, телото ги има рефлексите. Значи, импулсите ги имам. Кога возиш брзо, покренуваш, вика, центри у мозокот, кои ти бараат фокусирање, кои у обично седење не можеш да ги овакво. И мене ми помага тоа, како издувување на филтри, после која ќе седнам да компонирам, да слушам 80 инструменти. Ги активира. И ја вежбам концентрацијата. Значи, човекот се свесен дека мозокот не старее. Значи, мозок престанува. Луѓе кога ги фаќаат оние болести и така, кога престанува да учи, кога престанува да чита, кога престанува да размислува, затоа е многу добро како старееме се повеќе да правиш музика, да аранжираш, да пишуваш, Да останеш активен. Затоа ти викам Игор е глумец, пишува, музика прави, глуми, не старее бе тој бе, Точно, абе се фолира бе човек. И на неговите 55 години е многу активен. Реклама да му направам во моментов. Игра 2 представи, во сабот има премиера на третата, имаме ангажмани концерти, веќе закажуваме, книгата издаде така што Игор е навистина како колега, пример за човек кој нон-стоп нешто ствара и твори. Во меѓувреме пишува, не знам, текстови за новиот албум на Нокаут, на она активен е. Сака да работи и работи. Тоа ќе те направи 120 години. Кози чување кози, али фокусиран си. Фокусирај се на нешто. Чим почнеш ти јади бурек да гледаш, чим почнеш турски серии само и веќе не се уклучуваш, него само примаш, Така е. нека искача нешто од тебе, било што.
сади кроми, нешто работи, нека работи мозокот. Број ги ливчињата од Се до настроението, знаеш. фокусирање кон нешто. Но интересна работа, колку се врзуваш ти со Игор Џамбазов, тоест Игор Џамбазов со тебе, гледам ни на едниот, ни на другиот не му смета тоа, иако ти имаш многу, како да кажам, колоритна кариера. Почнавме од Гино Дегаги. Ајде да збориме за тебе чисто библиографски. После Гино Дегаги шо прешти? Ова е Јанко 83-4 година. Добро. После Гино Дегаги, значи имам период 87 отидов во војска. Со учешće. Нема везе, Јас- прескокни војска. Ќе ја прескокнам, иако ако ме прашаш, со задоволство се сеќавам и на таа година. Таму свирав во оркестар, па научив и народно да свирам. Добро. Сакал некел да обстанеш, Добро. нели? Се вратив од војска и веќе ми беше јасно дека сакам да си бидам музичар. Пред да одам во војска 85-та година свирав во Меморија. Абе ме зезеш. Перока ми каза, дојде на Фејсбук пред 2 години и ми прати фотографија да се видам као клинец како снимам спот. Чекај. Снимив и неколку песни. Која година збориме Меморија? 85-та. 85-та. Антонио Димитриевски Тапани, Вокал кој беше тогаш? Јаблан. Се сеќаваш на Јабланот триангл? Александар, мислам Стефановски. Јаблан. Соло гитара Кој беше првиот пејач на Меморија, што почина? Мислам Зоки дека им се викаше првиот пејач, што пее Нена. Така. Тој е првиот што ја пее Нена. Така, јас Се сум сретнав со керка му и ми го спомна тоа. Не сум го имал овој податок. Да. Сум клинец таму, 85-та година, значи едев со Меморија во Дом на млади во Штип, концерт во публиката, онака од Дюран беа пречекувани со транспаренти, вака беше. Вистина ли е дека Перо кој ја фрлил кожната јакна му ја фрлиле назад? Да. Pero, мислам го поздравувам, човек со исклучително Абе, ми беше голема гостин овдека сега енергија скоро. И сега скоро и се видовме, го пратам што прави со маратони, дека ми каза си остана доследен, значи уште еден лик кој стварно ме инспирира, знаеш, со енергијата и упорноста. Тоа е 85-та. Колку време помина ти во Меморија? Па сигурно до војска. 2-3 години. 2-3 години. Потоа Добро. Перо отиде, се растори групата, Перо отиде во Суботица. Добро. Јас- Да. се сеќаваш, со Тоа на актерството. групација актерска, Околу познатиот режисер, кажи го? прости ми сега малку заборавив, Таму- легендарниот Љубиша, Љубиша. Таму се собра Ана Костовска беше Горан Трајковски, Зоки Спасовски, кои после ја Така. формира Анастасија, така. една цела Љубиша групација. Ристич. Љубиша Ристич, браво. Он формираше една културна групација, нешто подоцна Лајбах го измислуваа тоа како културолошко движење. Така. Тоа беше во свое време и со, значи, представа, музика, Апсолутно, беше многу многу аспекти, прогресивно во многу тоа прогресивно во тоа време. Да. И тоа, значи, Меморија помина... Не се подготвуваме, ти реков дека нема да се Нема подготвуваме потреба, поинтерес. нема Ајде да видиме потреба, кај ќе нема однесе потреба. муабетот. Добро? Се вратив од војска, значи 88-9 година, малку лутав низ животот, се обидов да се запишам на факултет, не ме примија, значи сакав глумец да видам. Полагав приемен заедно со Никола Ристановски, со Тони Михајловски и не поминав, во ред. Кај Милчин? Не, мислам Чевревски Данчо беше тој што проценил дека не сум доволно темпераментен и не успеав да влезам, не иси. На музичка академија за чудо никогаш не сакав да одам. Тоа не можам да го објаснам зошто. Сакав музика, меѓутоа за мене беше, како да ти кажам, ја бегав од школа за да свирам гитара и сега викам да идам у школа за да ме учат да свирам, некако не можев да ги поврзам тие работи. Талкав малку наваму натаму и... Не си у бенд овде, немаш музички проекти. Не. И доаѓа Банкрот Блуз Бенд. Значи, со Петар Ренџов почнуваме во Париз, прочуеното кафуле, се сеќаваш во Трговски, кај Васе Урдин. Почнуваме како две гитари да свириме, инструментална музика, скромно да подпевнуваме и тогаш запознавме едно интересно момче
ко Шарл Бодлер со една пуцвал фризура, ленонки и машни као од среден век, подот на Сашо Гигов Гиш, значи ова е тој Unplugged. Ако, нека ова као илустриција, Супер. илустрирање, Супер. нека тера, а ти можеш и да објасниш што е ова што иде. Ова е Банкрот Блуз Бенд. Ова е значи оригиналната постава на Банкрот Блуз Бенд. Добро. Јас, Петар Ренџов, Сашо Гигов Гиш. И значи околу 89-та... Ти дај го у кадар затоа што нема да заќутиме, ќе збориме, ова нека иде у кадар. Не јас. Е така. 80. Јас мене. Те сака камерата. Да, заљубен у мене. Јас сум овој младич со брада. Која година е ова? Леле, со години сум значи слаб. Ова е Јанко Ајден, сега не знам како да ти кажам, па дури Отприлика, 90-ти. 90, не, 93-та, 4-та година. Ама не би биде прецизен, не сум ја Тошо Филиповски, ја Так. немам енциклопедија. Отприлика. 93-та, И ова го снимате за 4-та кого? Ова е Ајден во тоа време сакаше и Така. се трудеше да биде во тек. Напред. Unplugged беше популарно во светот и ние направивме Unplugged концерт. Овде има во позадина 30 на луѓе публика. Овде е Гиш инкарниран како Дженис Джоплин. Во моментов, иначе беше и како Се Морисон, и како Павароти, И како Плант. на вистина чудесна дарба да Прекрасен. влезе во лик и грло за да го поддржи сето тоа. И значи доаѓаме до Банкрот Блуз Бенд. 90-тите години почнува целата таа авантура. Траеше десетина, можеби и повеќе години. Во меѓувреме прв ме ангажираше Кокан Димушевски, значи ме открија малце постарите батковци. Свирам со него на легендарниот негов концерт во живо во Арама се вика. Од тамо ме регрутира Бодан Арсовски, со кој заедно почнавме во СГ оркестра. Почнувам значи да свирам со него, со Пеце Атанасовски, бардот на македонската музика. Како да ти кажам, и сето тоа си водеше од едно кон друго. Дојде Тоше Проевски, значи ми се јави Авалон во тоа време, да формирам состав за Тоше, значи бев повикан. Си ги викнав луѓето во тоа време, Бумбар, Таци, Дамир и Мери беше на клавиатури, придружни вокали и првиот 4 концерти направивме на Тоше во Универзална сала, преполни, и потоа првиот негов концерт во Сава центар. Се случи што се случи, раскина Тоше со Авалон продукцијата. Кои години се ова? Ова е околу 2000. 2000-та. Така. Во исто време Авалон ме ангажират и за Игор го работам Ова не е блуз, албумот. Еден прекрасен албум кој ден денес малтене не рани. Знаеш, концертираме песни кои останаа. Јас сум делумно композитор, аранжер Благодарам, режија. и многу што на тој албум. Значи, тој е 2000-2001 се сеќавам дека со полициско обезбедување и војска 2001 година за време на конфликтот отидовме во Тетово да свириме на плоштад, додека раскаа горе од калето. Ме зезаш. Живи мајка. Ние, Тоше Проевски, Ареа, колку што се сеќавам. 2001 година. Да, одржавме концерт на плоштадот во Тетово. Од пред црквата Април, мај, јуни. беше пролет, знам дека тргна автобуси организирани пред храмот главниот. Како се викаше проектот? Проектот кој? Што настапувавте тогаш? Тогаш како Ние си го промовиравме албумот со Игор Џамбазов. Ова не Како е се блуз. викаше? Ова не се е вика блуз. албумот, да. Добро? Потоа исто настапивме 2001 со Војска не внесува во Куманово на џез фестивалот. Што криво ми е човекот што го организираше Ова само илустрираме насловната. малце. Супер, Насловната. супер. Па тоа си блузер. Еве ти го. Еве. Затоа Shine on your crazy Го diamond David чувствуваш. Gilmour ти го осеќаш. Го чувствуваш Го имаш тоа ти во тоа. мене. Продолжи. 2001 е тоа, значи имавме многу убав состав со покојни Гоце Димитровски, еден од трубачите кој го има во светската џез енциклопедија, значи со ова се фалам, знаеш, се фалам со музичарите со кои сум имал прилика да соработувам и да работам. 2001 тоа беше со Игор и колку има од 2001 нааму? 2-3 години. Пар години. Ти викам, тоа ми е слаба страна со годините. Мене ми е
со календарот. И добро е да биде така. Мене со векоите. Не се. Така. Продолжи. Како изгледа? Памтиш ли? Како да ти кажам, во Кажи ми, меѓувреме застани малце. 3 години работев Дигни со ручки. Архангел, например. Океј, ај. И со Архангел. Со Архангел. Значи, со Архангел 2000... Место Джино? Место Гино. Во тој период. Джино. Джино кој ми Се е зезде за брат, си Гино. го поздравувам. Значи, од Гино де Гаги, ние сме колеги и другари пред да има идеја за Архангел. Кажи ми, ај малце сега веќе не мора библиографски свет да идеме до тука од прилика. До Кирил Џајковски, да ти кажам, и настапите со него на Јаз во Будва 2015 година свирев на сцена кај што свиреле Ролинг Стоунс и Мадона. Значи многу има, Јанко. Го имам Razor Brain албумот негов во Австралија. Така, и јас го имам. Ремек дело. Значи, Лејсе. многу има. Кажи In ми, between, кажи ми, помеѓу време. кажи ми е вака сега да те ръчно ми интересира, бидејќи знаеш како, кога ќе спомнеш ти Игор Џамбазов, се начулуваат уши, но кога ќе го спомнеш Тоше Проевски и уши, и очи, и срце. Кажи ми како изгледаше таа соработка, како беше со тој. Кажи некоја анекдота, кажи некој или нешто, не мора анекдота, Ајде. што ти оставило впечаток. Првата средба ќе ти ја кажам, значи кога Авалон ме ангажираше да направам состав придружен за Тоше Проевски, јас не знаев кој е Тоше Проевски, ја прашав жена ми. Како не го знаеш? Она сладкото дете со у белото кошулче, и не го знаев. Исто и жена ми, и она ме запозна Искрено не со го тој. знаев. Појма. Кој бе Тоше? Абе, слушај го многу добро дете. И Исто вака, жени ме ни го препозна. добиваме можност, пробите да ги правиме, ти текнува тебе на джебното кино у МКЦ. Да, Убавото добро. мало кинце Така. горе. Составот се наместивме и доаѓа пејачот кој треба да го запознавам и да така. Значи, од моментот кога влезе низ врата, не знам како знаев дека момчево носи нешто посебно. Како прво, со каква љубов према музиката се однесуваше кон музиката и со каква почит према нас постарите, тоа е нешто што јас ден денес не можам да го објаснам. Кои песни ги вежбавте? Тоа беа во тоа време, не знам, Кој беше хит тогаш најголем негов? на Тоше? Да. Мислам дека беше Бели кошули. Добро. На- Продолжи сега за него да збориш за тоа. Како да ти кажам? Од тогаш знаев дека ова момче е нешто специјално, знаеш. Па поготово кога ми кажа дека му се восхитува на Девид Кордел, дека би сакал во иднина да пее рок, знаеш. Едно ретко воспитано, чувствително и убаво момче, подоцна прерасна во убав човек. Значи, Му работевте само концерти или студиски концерти. снимавте? Студиски немав прилика да снимам ништо со Тоше. И сега ќе ти кажам уште една анекдота. Значи, направив... Знам со него, бидејќи бевме лични пријатели, не е важно, дека беше фантастичен слухиста и воопшто не беше проблем да се овако. А плюс тоа не беше Френк Запа, терориста, многу толерантен беше према, но со него толку лесно се прилагодуваше тоналитет, хармонизирање на целото. Тој имаше невидена способност. Ја стално го зборам. Првиот негов концерт кој го видов на Кале, врне истура на македонска телевизија, ама никој не забележувате што е клучно у тоа, што мене ме фасцинира. Он е на колена наведнат, деца гушка и пее, нема фалш, не губи тон, не сгрешува. И јас седам, жена ми вика, седи, гледај ова е чудо бе. Тоше беше Оти, музика. а ја викам, што е чудно? Абе, гледај гушка, деца бацува и не А му... песната продолжува. Абе, како да е студио. Значи, напишав песна за него. Пази се, морам да го кажам ова, бидејќи сум присуствувал на вистина настани, предпоставувам ќе им бидат интересни на гледачите да ги чујат. Почнуваме да снимаме песна моја музика, текстот не знам во тоа време кој го напиша, значи со Авалон продукција за нивниот пејач Тоше, јас правам песна кај Мите Димовски во Тралала студио. Матрицата ја снимивме и дента одам попладне кај Тоше, живееше под кирија во Жданец. Одам кај него, уште еднаш да ги пробаме вокалите, малце да се подружиме и веќе не чекаат во Тралала да снимаме вокали. Одам кај Тоше и Тоше ми соопштува дека што туку, значи му звони телефон и јас сум сведок како он раскинува со Авалон продукција.
И што ќе правиме со песната? Песната подоцна ја испеа Break, како нивен, како се вика она Ексклузивен. ексклузивец. И после се вика песната, ја испеа Break, беше песна за Тоши. Во прилог на тоа ти кажувам дали снимив со него нешто. За жал немавме Но на концерти, прилика. како изгледаше тоа со публика? Тоа, предпоставувам, имавте и концерт, првиот концерт во Белград. Како изгледаше тоа? Имаш ли некои сеќавања? Јас мислам На дека кратко, не мора. не мора да бараме, има некакви лоши снимки дури и на YouTube. Како изгледаше, како да ти кажам, со него имаш чувство дека се е лесно. Едноставно се возиш на неговата енергија, значи ова не е мистифицирање. Ама чекај сега, ти си музичар и гледаш, тоа беа илјадници луѓе пред тебе у хистерија. Тоа Вриштеа девојчиња и не затрупаа со оние плишани куклички, Јанко. Београѓанчиња, значи девојчиња. Како да ти кажам, на неговото прво појавување во Сава центар. И додека одевме во соблекувалната после концерт, не можевме да поминеме од тој шпалир на млади девојки и момци кои го чекаа да, како да ти кажам, функционираше со своето појавување, правеше се што треба. Беше исклучително трпелив, со сати после концерт да се поздравува, секому да му посвети по 5 минути време. Значи, Да илустрираме една минута. ете, јас вака го запознав. Аки Рахимовски беше гост на емисија. Да? Да, пред година-две имаше концерт, нешто за концертот ова. Избореше, нели и он имаше нешто, некоја соработка за... Кажи ми го, Не мора. молим те, ќе се надоврзам на Аки. Аки се испоразплака кутриот. Спомни го само. Молим те, спомни го, имам нешто да кажам интересно. Гледа го клинец. Знаеш што беше режија? Да. Знаеш што беше неверојатно со Тоше? И што ми беше? Обично музичар изодува некој пат, па да стане популарен. Така е. Но беше неверојатно кога попрво. Значи тоа беше неверојатно колку брзо го препозна публиката. Јанко, тоа е народски кажано, звездата си ја носеш, како да ти кажам. И да си најнерасположен, кога ќе се сретнавме харенце, едноставно те тера да се насмееш. Не, Таква прекрасно. енергија носеш. Знаеш, Интересно. ќе ти го потврдат сите што биле во контакт со него и што работеле. Едноставно, таква енергија носеше. Гору Харе, пред некоја година ми беше гостин Аки Рахимовски. Ох. И најава за концерт, гостин, сепак ми беше мене чест човеков да го имам, толку години го знам, ми направи слагам. чест да дојде у емисија, како парни ваљак настапуваа во Скопје и почна да ми збори за Тоше. Имале некаква соработка и така натаму, години ли се, емоции се, леле кој ми се расплака човек во емисија. Ретко се случува, ама вака солзи да му течат. И ме трогна, викам, знаеш, колку трага остави овој човек кај луѓево. Ама нема, ја еве и да со пријатели кои ќе поразговарам малце вака, она и сите сармосани у очите. Значи, стварно си испотресува. Братучет ми мој, адвокат, човек, абе ти не знаеш, огуглан, ми вика, ја за татко ми само вака сум плачал у живот, он кога почина. Па не, нашата нација, јас не се сеќам во поново време да имала таков, знаеш, блекаут, Символ. гасење на програмата, кога се случи. Ово со тоа што се однесува до Аки Рахимовски, кој патеме, не знам, можеби најголемиот во моментов жив рок-н-рол пејач, еве го спомна, во контекст на ова новото што го правам, настапивме минатата Бубамара доби Аки Рахимовски награда за животно дело. Добро. И ете, јас имав чест да го придружувам на тие две песни што ги отпеа како соло гитарист. Малку се подруживме, се запознавме, исклучително скромен, одмерен, фин човек е, не? Нема збор. И остана на тоа. Едно време дома, свирејќи една песна, искомпонирав, се вика Мајко. Си викам, леле, како би било ова еден Аки Рахимовски да испее, знаеш. И во еден разговор со Диран Тавитијан, со Дики, му кажав.
Викам, Дики, како би било фино, викам, ова песна Аки да испее, па ти од озгора да аранжираш, знаеш. И ми стига порака... Чекај, збориш зошто си ме мајко родила? Не, тоа е моја авторска песна, се вика Мајко. Добро, и ја снимивте? И се слушай што се случува. Ми пишува Дики на месенџер, Харе, Аки ќе дојде за 1 сат у студио. Ако сакаш, дојди со човекот, па чисто да видиме. Вау! Отидов таму, здраво, како си, шо си, седнавме, пиво, цигара. Викам, Аки, имам една песна, би сакал да ти отсвирам. Вака еден до друг со акустична гитара и му ја отпеав и му отсвирав. Малку само му мрдна едното окце и рече, ајте мола, напиши ми го текстот. Океј, зедов хартија, му го напишав текстот. Продуживме со пиво и цигари и околу 1:30 наутро рече, ај сега пуштете ми јас ова да го отпеам. Малиот Гаро снимаше, јас и Диран седевме и Дики на каучот и бевме сведоци на нешто што ти кажам, ли си справија влакнава до... Како се вика песната? Не можеш да најдеш. Тоа е дел од ова што ново го спремам. Значи чекам Аки да ги заврши обврските со Ми доаѓаш со парни неспремно ваљак. и ми збориш за ова. Мафташ со сланина пред мачар. Од прилика така му доаѓа, меѓутоа Срам да ти е, сакам Гуро. да го споделам ова бидејќи Сега ќе се јавувам по телефон. Сега ќе се јавам. Спремај, режија, спреми спот од Гуру Харе, со Игор или со било што Па не е важно, сакаш бе, од можам- оние што не ги испрати, а јас сега ќе му се јавам на Дики или Леле. ова да ми испрати вав барем да го слушнам ја. не можеме се уште да го тоа промовираме. Инсерт 30 секунди. Никако. Му ја почитувам на Аки желбата, ми рече што и да одлучиш да правиш, дали да го ставиш на албум или Сега да ќе го му се издадеш јавам на Аки. како сингл. Сега на Аки му звонам. Информирај ме, вели, чисто да, значи, каква е таа чест еден Аки Рахимовски да ти Ова е испее- ново, скоро сега Ова се е- дешава. Па, А шо пар мајка бараш? месеци. А шо мајка бараше Аки кај Тавитјановци? Тој си беше дојден приватно Аки во Скопје. Нема приватно доаѓање у Скопје, музичари кои ќе се на сретнат. мајката. Што барат? Со Гаро Супер. А што сениор прави? другари од детство. А снимаа нешто? Не, беше Ја да дојден на исчепкам. гости. Не, беше дојден буквално. Се шегувам, Како добро. кај тие се колку што Не, подосна знам. дознав другарчиња од најраното детство. Кажи ми, сепак ја снимивте песната таму во неговото Да. студио. И он ја спрема за што? Како сингл или за негов Дики албум? ја аранжираше, Дики го направи аранжманот и таа песна ја се надевам дека ќе се најде на новиот материјал кој го работам. И ова староста доаѓа фактички како што напишав во објавата и на Facebook, првиот сингл од новиот албум на Гуру Харе. Ете таа Ај за новиот материјал ќе збориме. Што сакаш да пуштиме од оние 5-6 спота што ми ги одвои да илустрираме сега? Го пуштивме Игор Џамбазов, Гино Дегаги, Ајде, Тоше. пријател би сакал да Пријател. издвојам. Ќе ти кажам убава анегдота и за Пријател. тоа. Пријател. И после ќе идеме блокче реклами, ново кафе да ти ставам овдека и јас станав турбо, многу јако кафе да се расонувам или муабети веројатно плюваат, кој знае што е. Во мојот Одиме живот режи. станав пријател свој и после толку заблуди грешки сватив јас сум тој. Се што имам и се што ми треба, не барам од никој друг. Без многу врева, мирно го трчам, може би последниот круг. Далечно светло, надворе мрак, собирам храброст пред твојот праг. Во мене немир, добро го знам, дали да одам и продолжам сам. Зошто знам колку боли кога треба да молиш, а толку си дал. Затворам очи, патот ме
i skitnik do kraj. Pa to dobro go znam. Продолжувам сам. Sve što imam i sve što mi treba, ne baram od nikoj drug. Bez mnogo vreva mirno go trčam, može bi poslednji od krug. Dalečno svetlo, na dvore mrak, sobiram hrabrost pred tvoj otprak. Po mene nemir, dobro go znam, da li da odam i продолжам sam. Zašto znam koliko boli koga treba da moliš, a toliko si dao. Zatvoram oči, pa tot me vodi skitni do kraja. Pa to dobro go znam. Продолжувам сам. Од недопрените хималајски височини, од малото кралство на крајот на светот, од хузите, најдолговечните луѓе на планетава, кои не знаат што инфаркт, мозочен удар или рак, пристигнува нивниот еликсир и нивната најголема тајна, за масло од сенки од кајсија, рачно направено според древна рецептура. Бидете помудри од болестите, побарете го во најблиските аптеки или продавниците за здрава храна. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Големиот влюбеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Дали владата на Зоран Заев и Никола Димитров ги слуша и чита пораките на Алексис Ципрас? Грчкиот премиер вели дека не значи дека влегуваат во преговорите за да постигнат било какво решение. Тврди дека не се под никаков меѓународен притисок. Инсистира на уставни измени кои ќе го исклучат од нив замислениот македонски редентизам. Смета на нови попусти од македонската страна бидејќи за нас тоа било прашање на опстанок. Поинаку кажано, официјална Атина под решение подразбира само прифаќање на нивните уцени и ништо друго.
Тие си замислиле дека ќе не фатат на кондиција и на крај ќе бидеме принудени да прифатиме се што ќе ни испорачаат. Македонскиот народ има право да знае со кои позиции Димитров отпатува за Виена. Кога конечно ќе разбереме дека грчките уцени до македонскиот народ да прифати ново име и идентитет, во суштина се барање за да спорот за името не се реши. После прекршувањето на времената спогодба од нивна страна што е верификувано со пресуда на судот во Хаг, кои се гаранциите дека Ципрас и Кодзијас воопшто може да го спроведат тоа што евентуално ќе го договорат? Кај се осудена земја, која не почитува меѓународно право, па згора на тоа тие бараат уставни измени како гаранција. Кога ќе бидеме информирани дали и што воопшто бара македонската страна во преговорите? Има ли план Б? Бидејќи Македонија и незината иднина не се ничија приватна собственост, за нејзе да одлучуваат партии и коалиции. Пресудата на Хашкиот суд мора да се спроведе. Бараме меѓународното право да важи за сите. Бараме времен прекин на преговорите се додека не се обезбеди спроведување на пресудата на меѓународниот суд во Хаг, со што Македонија во согласност со важечката времена спогодба веднаш ќе добие покана за полноправно членство во НАТО алијансата. Само таква национална позиција може да биде логичен одговор и соодветен реципрочен чекор за уцените и барањето од грчка страна да се обезличиме. Македонија треба вечно да попушта, а Грција секојдневно измислува нови барања. Доста е, се вели во реакцијата на председателот на Македонската алијанса Ѓорѓе Ѓорѓ Атанасовски. Замислете свет без болести, замислете живот без рак, без инфаркти, без мозочни удари, замислете живот и после 100-тата. Кај хунзите тоа е можно. Нивната тајна е нивното масло од семка од кајсија. Достапно и во Македонија. Subvencija, međunarodna asistencija, nacija, mutacija, polujivot, vegetacija, patrioti, predavnici, urbanisti, novi sadnici, bankari, profiteri, Facebook, revolucioneri. Političari, analitičari, kriminalci, intelektualci, starleti,
се враќаме назад, интересен спот, ова е твоја креација, твоја творба. Ова е, како да ти кажам, пред некоја година. И ретко ти вака со сериозен политички ангажман овде за опишување на нашата ситуација. Значи, јас живеам овде и не сум имун на се што се случува, иако не сакам многу да галамам на Facebook или не знам како јавно, не од причина што немам што да кажам, меѓутоа зборовите стана ефтини. И едноставно не сакам да ја компромитирам, како да ти кажам, како рече Шабан Сеидиев на времето, све што имам да кажам, ќе му кажам од душек. Значи јас се што имам да кажам, ќе си кажам преку мојата музика. Песната е... Не си го... На противникот ќе му кажам од душек. Така и јас се што имам да кажам, кажувам низ моите песни што ги пишувам. Ова е како во Зелена милја, знаеш, оној црнецот што ја земаше болката од луѓето и како оси. Се сеќаваш, му излегуваше, ова се моите оси. Значи, сето тоа што го чувствував во моментот, морам да споменам видео, ова прекрасно видео, го направи мојот долгогодишен соработник Александар Јанковиќ Фриц, кој ги направи поголемиот дел од спотовите. Човек чија естетика ја почитувам и ја сакам. И тоа е едно наше заедничко дело, знаеш, и не е единствена песна. Ако го заслушаш... Фриц уште се занимава со видео? Да бидам искрен... Појма немам што се случува од... Фриц работи како диск-џокеј, од време на време, а со видео се занимава, повеќе би рекол, за моја љубов, бидејќи веруваше во мене и комерцијално ретко работи. Со Башким беа првите пиратери од времето. Точно така, со Башким. Океј, да се навратиме. Во 2012 година ти го најави 2013 која е овој албум пак ќе ти твој. кикснам со годините, не знам. Добро. Ќе прочитаме. Зошто не објавиш овде која го? Јас претпоставам дека и пишува негде. Не. Ова е албумот Гуру Харе, Overdose од Блуз, каде што вокал гитариста е Игор Атанасовски, кој е тој? Харе. Еве го. Жарко Пејковски, ЖБ. Човек за кој ќе кажам збордува, Жарко Пејковски ЖБ е мој долгогодишен соработник. Со него паралелно имаме и еден состав Outmind. Не знам на тој терен дали ме знаеш, тоа е електронска музика. Можеме да најдеме Outmind, еве, например, гласно да ја слушнеме песната. Инаку човек со кого изминатите 10 Како години... се вика песната? Гласно, а составот се вика Outmind и се пишува со А. Outmind. Намерно е тоа, не од непознавање на англискиот, туку е еден спој од автентичен ум, Authentic Mind. Ке мораш латиница, можеби. Латиница заедно да пишеш. Добро. Ништо не спремавме. Ке побарам. Ти збори, оставиме мене, јас се чепкам на тастатура. Значи, Жарко Пејковски ЖБ, АКА, Old Boy, еден исто од пионерите на транс и електронската сцена во нашава земја, се уште активен како диск-џокеј, и заедно со него и нашата сега пејачка од неодамна, од пред 2-3 години, Калина Велковска, паралелно настапуваме и како Outmind. Снимивме одличен албум. Во тоа време го препозна... Да се фокусирам на овакво, одма ме дефокусира со нови проекти. Многу имам што да кажам, Јанко. Ајде да чуеме што имаш овде да кажеш. Ова. Ова е време, твоето време,
događaš ili ne. Ovo je vreme, ovo je vreme, ovo je vreme za sve. Ovo je vreme, tvoje to vreme, događaš ili ne. Продолжиме со разговорот режија назад во студио. Велиш, многу полагаш и позитивни работи се. Малце фонија имаме, рокерска атмосфера. Ако нема фонија не работи, значи. Па види сега, со рокер работа, металец е колега. Само нека има фонија. Он као и случајно е, уствари знам, сака фонија да направи намерно. За да добие рокерска атмосфера се во. Многу ја фалиш Калина? Па Калина е една нова пејачка, релативно, мислам, таа е позната веќе на клубската сцена, меѓутоа еве сега почнува и соло кариера некаква, исклучително талентирана девојка која се вклопи одлично со нас во Outmind, значи со мене и со Жба, кои веќе години и години работевме заедно и тројцава функционираме многу убаво. Јас не свириме често, меѓутоа секој концерт заеднички ми е онака катарза, да се изрипам и да се израдуjem. Инаку, извини, морам да кажам дека ово уште еден изморедно видео на Александар Јанковиќ Фриц, снимано во тоа време во едно култно место во Куманово. Кое е тоа време? Wire се викаше клубот, веќе не работи 2 години. Појма немам, кое е тоа време, години? Ова е кога беа студентските протести, пред колку години? Не ме фаќај за години, на вистина е... 2015-та. Точно, значи е пред 3 години. Добро. Свативте колку се заебавте со тие студентски протести. И јас ги кажав само како... Не, се шалам. Временска рамка, по тоа памтам кога е стотот. Не. Харе, сега се зезаме у политички ангажман. Нема лутиш. Нема љутиш. Златко Михајловски Бумбар, Трајко Симонски Таци, Стоп, Сашко Николовски. Не, ако застанеме стоп до 12 нема да завршиме. Значи, Трајко... Иван Бојков, Бејков, контрабас, Кире Кузманов, Трајче Велков, Дамир Имери, Мите Димовски, Ѓоко Максимовски, придружни вокали, Жарко Пејковски, Трајко Симоновски, гост Игор Џамбазов, Пука Козметика, Оскар Салас и така натаму и така натаму. Колку се задоволен од овој продукт? презадоволен сум, Јанко. Презадоволен, не знам, нескромно е можеби да кажам, тогаш кога го издадов албумот и кога снимив, веројатно ми беше премногу свежо и сам не бев сигурен колку сум ја постигнал целта. Меѓутоа, сега, од ова временска дистанца, слушајки го, мислам дека сме направиле одличен материјал. Може да илустрираме со Игор Џамбазов Overdose од блуз, која може би на најдобар начин ја го илустрира овој албум и да најавиме новиот проект. Така. Come on, tell me the news. You really want us something, but you're afraid to lose. Are you feeling dizzy? Maybe a little bit confused. Welcome to the land of the blues. The land of the blues. Не им верувам на луѓето што секоја приказна ја почнуваат со зборот јас. Не верувам ве луѓето што на химната ве не знаат да пуштат ниту глас. Не верувам во човек што не верува во ништо, ама верувам и помалку претерувам. Со блуз имам overdose од блуз. Не им верувам на луѓето што ни на мртво плачат, ни на живо се радуваат. Наутро себе си се мразат, после пладне си од свет, абе подобро да дуваат. Не верувам во човек што не верува во себе, ама верувам во малку аплауз и многу блуз. Имам overdose од блуз. Ва, 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 ва. Ва, 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 ва.
Како да им верувам на сите болно амбициозни родители? Од своите деца прават идиоти, пеачи без слух и промашени водители. Знам, животов е лимонада, животов е боза, јас ке живеам со таа сладко-тешка диагноза. Класичен overdose of blues. Come on, tell me the use. You really wanna Толку падна интернетот, се потроши за тие пари, крај на месецот, те знаеш. Доста е. Доволно за илустрација. Баш убаво вака томато продукција со сите утки звучни овдека во живо. Иначе денеска стартуваше инкарнацијата, нели, трансджендер томато продукција сега стана А1 ТВ1 телевизија Гледав на некакви Боки. најави, меѓутоа не ми е јасно каде ќе ја гледаме таа телевизија и како, но ќе видиме, јас не сватив тоа. Возбудливи трагања по каналите помеѓу, нели, Discovery Channel и тама некој знаеш како викаше Дейвид Гилмор, поточно не Гилмор, тоа го правеше Уотерс, беше главниот идеолог. Гилмор пее. Уотерс викаше I got 48 channels of shit on a TV to choose from. I've The got Wall. electric light, I've got stronger to fly. Значи, Не, не почнувајте, молам. Па зошто не дојде со гитара? Зошто не дојде со гитара? Ки извадев ја конги, сега ки извадев овдека бубњеви. Па сега, што да ти кажем? Следниот пат, значи... Кога да не знаеш кај кого доаѓаш, ако бе? Следниот пат без да ми кажеш. Следниот пат кога ќе Ќе се дојдеш, наоружам. не, ќе те седнам овдека како политичар ќе те третирам. Леле. Обратно. Леле. Па затоа ја правам оваа два часа и така натаму, за да успеам вака со луѓе како тебе, кога ќе се вратам вечерва и да Малце речам, да те демагнетизираме. да си речам, фала ти Господи, за ова земам плата, а уживав. Бидејќи, нели, како викаат, ако го работиш она што го сакаш, Како тогаш да не не работиш. работиш. Точно така. Јас се надевам дека сме интересни за гледачите сега. Живееш од музиката горе? Апсолутно. Како се крпиш? Само тоа. Фала му на Бога, добро е, Јанко. Ама проекти милиарда. Да. Значи, мене не ми е страно да си се товарам ден денес со појачалцето и гитарчето и да засвирам, не знам, у Охрид кај патката у кафич со бендот или вамо таму. Едноставно не бираш. Работам се во домен на жанрот и она што сум јас. Но паметиш дека 70 и 80 години, па и добар дел од 90-тите беше мисловна именка бенд да има клубски настапи и така натаму. Апсолутно. Денеска е фантастична работа. Пакува гитарата во тој локал, во оној локал. Малце своји, малце кавери. Да, меѓутоа денеска па што е интересно. Младиви уште кои ќе фатат инструмент, сите стана експерти за кавари. Значи, иста вечер ги свират Black Sabbath, Желјко Јоксимовиќ и уште не знам, признавам, не можам без тебе од Маријана и Росана. Како да кажам, на времето многу беше стриктно поделено што правиш и како, знаеш. За жал, нема толку по клубовите авторски настапи, значи у Маракана да идеме да слушаме некој бенд што ќе промовира нова музика или нешто така, воглавном Маракана, не ја рчкај, уште е добра. нека јас Уште има жива музика и тоа добра. Значи- Да чуеш и Whitesnake, и Purple, и Цепелин. се слагам, има прекрасни состави што свират, а Маракана ми е, како да кажам, еден дел од Последно може е. би најубавите свирки во животот клубски, таму Да, сум ги направил така ги. низ годините. Со Марак- Гиш, со Банкрот, Со Гиш. Ајде збориме за Гиш. Па морам да го споменам, значи Гиш. Не, ја го сакам многу Гиш, Како ама кажи соб- ми со него, пошто е он како посебна личност. Се слагам дека е посебен. Доаѓам, по многу доаѓам пред дом на Арама, онака, време 103, он свир, имаше некои кафани, појма немам ни кој беше. И слушам таму Цепелин, нешто, Whole What a Love. И слушам, ова е овакво, не, пред да ја почнем Whole What a Love, викам Гишот е овде, ама далеко сум, не ни влегувам у друштвото, ваму кај Так. скрос сум кај ова и само слушам. А ова само за Јанко, викам, ненормален скрос. Гиш, чудна енергија, Апсолутно фантастична. посебен човек е. Како ти поминуваше со него?
Еве, збореше за Сотоше, кажи за себе. Весело и не знам како да кажам, ние бевме буквално живеевме заедно, деноноќно. Бидејќи свиревме во тој период, како ти кажам, јако од 7 дена, ние имавме по 9 свирки. Честопати се случуваше да свириме денски и ноќе. Значи, толку бевме блиски и толку бевме ангажирани, така што ќе го паметам Што свиревте, како... кај свиревте, кога имавте две свирки, како Леле, изгледаше тоа? слушај. Што тоа било ностоп доgodовштини? Сите не бараа во тоа време, како да ти кажам? Сите Кое не е бараа тоа време? едноставно. Тоа е од 92-3 година Не па се фаќи до... за години, од Не, прилика ова 90-ти, и добро? точно знам, од 90-ти па до 2000-та негде. Добро. Кај све свиревте? Така, по клубови, по локали, по... Ние станавме познати свирејќи во Стерна, тогаш во Мавровка. Сигурно се сеќаваш. Како не? Го направивме култно место тоа, секоја среда и сабота беше газење, значи, на нашите свирки. Ние сме и зачетници на таа клубска свирка во тоа време, Што знаеш? свиревте? Па она што го кажа, Цепелин, Дорси, Битлси, Дилан, значи you name it, Клептон, блуз, Џон Ли Хукер. Значи тој жанр, реге, Марли многу го третиравме, Боб Марли, свиравме рок-н-рол музика. Знаеш, некои луѓе не стигнавме да ги гледаме уживо и нема. Еве, сега во Борис Трајковски ќе има Девид Бови трибют бенд. Па Слушнав сигурно нешто ќе за се тоа. иде. Па, имаше Депеш Мод, каде ќе ги начек? Мислам, Да. има шанса, ама не секој може. Така да, многу е потребно уживо некој добро да ти го отпее, а гиш, дали Дио, дали Плант, кој ќе ти ги отпееше како жив човек, ти со гитарата, скинато, тоа звучи феноменално, бидејќи сакаш таа музика, освен на плоча, освен на CD, да ја чуеш во живо. Ние го живеевме тоа, како да ти кажам, ние не бевме оној тип на состав што ги скидаше песните до не знам, до ситница, знаеш? Напротив, честопати дававме и свое толкување, знаевме песната, однесеме да изимпровизираме у некој правец и никогаш не знаеше публиката што ќе направиме, знаеш? По тоа беше интересен Банкрот Блуз Не Бенд. знаевте ни вие. Не знаевме ни ние. У момент Како ќе не понесе песната. како јади бурек емисија во вечервач. Не Најдобро знаеме е кај така. ќе идеме. Најдобро е така. Кажи ми, сега анекдоти со Гиш. Вака, за тие 10 години, што све се исподешавало? Од тепачки до женски бркање, што можеш вака да споделиш, што ти Леле. оставил впечаток? Навистина тешка задача е. Ај, ќе ти ако е тешка, тоа значи нема. Ако има, е лесна, onda премногу има. има. Па кажи нешто. Еве, на пример, Прашаме ќе ти го мене кажам, за анекдоти во емисијава, одма ќе ти значи, извадам. во тоа време немаше многу состави што умеа странска музика да отсвират двамата, но така што ние свиревме на разни пригоди. Една од тие пригоди, значи Банкрот Блуз Бенд, се наоѓаме во Охрид, официјална делегација председателот Киро Глигоров. Присатен доаѓа шефот на протокол да ни шепне деме која му е омилена песна на председателот, па малку ние да се додворуваме и рековме, аха, окей, нема Немаше проблем. Илја Дарче вака да пушти нешто? Немаше ништо од тоа и рековме, окей. Обично, нели, песна нарачуеш, па плати нешто, Так, стисна ти бе. председателот седи, целата Стисни ти. делегација и ја и Гиш Која почињаме. Не знам која ни е рече, меѓутоа ние решивме да биде Blue the Healer. Џон Ли Хукер и Сантана. Вџашена протоколката од тамо, председателот немо молкум не ислуша, значи си отсвиревме Карло Сантана со 15 минути импровизација гитарска. Ете такви бевме ја и Гиш. Самоволни, Чекај да фриволни. видам што ќе ми даде. Нема интернет. Немаме интернет, се потроши интернет. Батали го, ќе си Демет. купиме нов. Сакав да пуштам баш малце да видам дали ќе ја извади, ама Ете, една таква анекдота би ти кажал. чекај, нешто ми се појави. Сакам да ја чујам Карлос Сантана, The Healer. Така? Така е. Нема интернет, не можам да ја отворам. Може ќе се отвори за едно пола сат. ќе си Е, после тераме емисија муавет. ќе ја пуштиме. Се зажеле да ја слушнеш? Па сакам чисто, ќе ги интересира сега, дали можеш да се сетиш што они побараа, што имаш Нешто од беше прилика? некој од народниве песни, знаеш? Некој од нашите народни песни, омилена на председателот му била. Народна песна. Даде некој од овие Леле, нашол кому да му бара да ги... Е па тоа
Тоа е смешното у цела ситуација. А вие у тој рокерски фазон И влезени? кога си ја пукнавме ние 15-минутна верзија на Blue the Healer, тоа беше многу интересно. Мора да ни слушаат. Уопште не му било лошо, само да ти кажам. Па не. Дури аплауз добивме на крај. Значи, тоа не карактеризираше, знаеш. Бевме баш онака фриволни, го живеевме тој живот, патувавме, свиревме, се дружевме. Добро, И имаше многу публика, Јанко. А со Игор имаш, добро, со Гиш стварно имаше, добро, имаше многу публика и да искажеш се? Турнеја имавме ни селата во Јужна Македонија, во Гевгелиско, во Струмичко, значи замисли, мрзенци, прдејци, не знам какво ејци, во селата имаше толпа луѓе што ја знаеа таа литература, рок-н-рол, знаеа во тоа време. Чекај, свириш Цепелин, Парпл... И ги знаат и песните, ги пеат По села. по села. А денеска само Цеца знаат таму. Во центар на градов Цеца знаат, што е трагично. Знаеш, таму имаше воспит останато од тие стари рокери, како да ти кажам, Канго, Бог да го прости. Бог да го прости, тажна вест, имав прилика летос ка свиревме со Џамбазов концерт во Кочани, дојде, значи, не промаши, не испочитува. Замина уште еден од последните слободни луѓе. Знаеш, човек Го што... кажа, слободни луѓе. Слободен човек, што си го живееше животот како што мисли дека треба, при тоа многу кротка појава, питома, фина енергија. Тоа е. Симеон. Да, а он интересно никогаш не правеше, само исклучиво авторски настапуваше. Тоа беше па многу интересно, што ја колку памтам, он немаше некои локални настапи, она па да свири Джими Хендрикс, или имаше такви работи? Не, секогаш тоа си го правел он на некој собствен начин, знаеш, си беше, се живееше себе, се свиреше себе си, знаеш. Еве го. И сега замисли го Киро Глигоров, не мрдна 15 минути, и сите тие околу него, а ние шиваме Blue the Healer, јас солирам 10 минути. Али Џон Ли Хукер, легенда. Татко на блузот. И дури и Сантана извонредно свири овде покрај него. Не дека пред тоа не свирил убаво, ама порано или подоцна сите оддадоа на господинот блуз почитание. Дури и Карлос кој е, нели, латино музичар. Латино музичар, ама уште од Black Magic Woman, тоа е блуз во Апсолутно. основата. Знаеш, интересно беше што имаше еден музички критичар кој многу добро ја опишуваше музиката, знаеш. Вика, она што Алвин Ли ќе го отсвири во 100 ноти, Би.Би. Кинг во 2. Така. Значи, во суштина е само пристапот како ти пак истото го свириш. Да. Блузот бара е минималистички, не ти бара големо технолошко, и јаото овде Сантана дава нешто што е неспецифично за блузот. Да, иако во помодерно време некако тие модерни блуз херои станаа гитаристи што свират милион ноти и блузот стана како еден терен за надпревар, знаеш. Инаку убаво го објасни тоа. Во суштина е многу едноставен и треба да пренесеш емоцијата. Ја не знам. Девид Гилмор, како да ти кажам, џабе се сите тие милион ноти на најбрзите и не знам каквите гитаристи. Девид Гилмор, тие 5 тона која ќе ги врзе, веќе стигнал до мене. Знаеш. Да се вратиме сега на Игор Џамбазов. Со Игор Џамбазов баја ги време соработувате, со паузи и така натаму, останувате пријатели. Кажи ми, имавте ли конкретни турнеи со него, твој албум, негов албум или така натаму, и колку трајало, колкав обем, каде све, дали е тоа само Македонија, имало ли надвор? Кажи ми како изгледаат тие па концерти и настапи? Македонија. Не сме имале настап надвор од Македонија и Игор
е човек кој не сака да патува многу надвор од Македонија. Ама затоа па Македонија знае, мислам, Како на никој Google, друг. на Google Maps ги нема тие места, што ќе ти каже. И кога патуваме ќе ти каже, што? Еве сега мостчето ќе видиш тука вама и дури анекдота ќе ти каже од локалниве жители тука кој чешма направил, кој загинал у сообраќајката, значи невероватен. Хроничар. Апсолутно. Со какви податоци, така веројатно и он го тренира умот да му остане брз и свеж, знаеш? Јанко, ние свиревме, значи, која година беше бомбардирањето на Југославија? 99. 99-та закажавме 3 концерти во Универзална. Значи, буквално кога почна војната, ние бевме на концерт. Едниот ни беше успешен, другите два неуспешни. И мислам дека тогаш ја купив таа некоја негова наклоност, знаеш. Требаше да биде класично, он да не плати нас и овоне, и ние видовме што е работата и му кажав, мајсторе, какви пари бе човече, знаеш, батали. Инаку тој се потруди на тие концерти, бевме сите облечени во некои средновековни одела позајми од театар. Во тој бенд се наоѓаат Тијана, придружни вокали, Гиш на перкусии, знаеш. И тоа беше стварно време за паметење. Ја завртевме цела Македонија, сегде концертиравме. За да на крај, пред колку години беше Борис Трајковски, за 50-тиот негов роденден, значи, кога имавте 50 години? Пред 5? Така му доаѓа. Лани. Ова време. Он, не знам. Така. Пред 6-7 години е тоа. Концертот во Борис Трајковски, значи за неговиот 50 концерт на кој сум посебно горд, бидејќи сум дел од сето тоа. Јас го составив повторно составот и мислам звучиме, изгледаме светски, нешто што не знам зошто не е толку често пуштено на телевизија. Што сакаш да пуштиме? Пиши Игор Џамбазов, 50 роденден концерт. Пушти го само почетокот и за да стекнат гледачите. Луѓето после тоа за прв пат рекоа, луѓе на кои им верувам, за прв пат слушаме Борис Трајковски да звучи како што треба. Еве го. Оди малку понапред, бидејќи на почеток секогаш има златни славејчиња. Со мојов интернет, да. Одма, свакако. Еве да не се толку... Да не се брукам? Не, да не се подпираме на тој пусти интернет. Па, за жал, знаеш што, импровизираме со муабетов, импровизираме со ово. Еве го, не ќе да отвори. Супер алатка е која ја има. Да, кога функционира. Арно, Значи, ама не функционира. Многу концерти направивме, потоа Игор како Игор, нели? Едно известно време дури немавме контакт. Јас и работев со Outmind, почна да го спремам Гуру Харе и се споивме на Идол. Ако се сеќаваш на Идол. Шоуто? Не ќе да го пуштат од режија затоа што го правело ова Алфа телевизија, што ти ја знам. Аха, Ама ја ќе го пуштам овдека. Не е важно, чисто сакав да илустрирам. Беше концерт до последното место исполнат, знаеш? Знаеш што, режија, пушти го концертов, те молам, од мојов компјутер. Благодарам. Оди малку понапред, бидејќи Игор како Игор, знаеш, неговите концерти беа маратонски, Развигорче, со Златно Славејче, со... Ова се некои... Еве, ова се млади деца кои ја свират Диши длабоко. Диши длабоко. Гледај го, значи Борис Трајковски. Јосип Ростито бенда. Ретко кога бил толку полн. До последното место исполнет и ова е нешто навистина величинствено. Не знам дали некој друг наш артист го има наполнет овака. Добро? Знаеш, и во еден период се изгубивме секој на своите обврски. Океј, многу библиографски ко за Тоше Филиповски. Така ми кажеш. раскажем. Да, Така. раскажи ми догодовштини, раскажи ми што се дешава со Игор на сцени, на голема сцена, многу публика, малку публика, частење, пиење, паѓање, не знам. Кажи ми што се дешава. Пази, Турнеја е жива ствар. Ја овде што не мора да од Скопје имам догодовштини. У кратки црти Вчера ме начекува Утинекс 1, ми вика да те пољубам у чело. Па сега тоа покушавам да извадам од тебе. Слушај, што да ти кажам, сега кога Игор Џамбазов во прашање, значи свириме во МНТ концерт на 31
декември. Завршува концертот и утренте Игор Џамбазов го снемува. Жена му не знае каде една недела. Како да ти објаснам? А не ја. Чи ова е од времето со Искра, добро? Да. Го снема една недела, Искра му дала список што да пазари, пошто е вечер нова година, и подоцна дознаваме, тој не ги крие, дури ги пишува у книга тие работи, отишол у Веро, не знам со кого се запил, и понатака причата е завршила у Маврово нечија викендица, разбираш? Ама на концерти што ви се дешава? На концерти, значи стварно е многу професионален. Џамбас увек доаѓа прв на проба. Не те викнав да ми го фалиш Џамбас, колку Морам е да многу кажам ефир. вистината. Мене ме интересираат анегдотите што ви се дешаваат. Пази, се е регуларно. Се како што треба еден концерт да изгледа. Добро. Значи нема. Стално интересен за луѓе, стално му доаѓаат, не знам. Во Велес дозволи, дојде една жена, Добро. Дозволи. Па ја цело време те терам возрастна. нешто да ми Еве кажеш. сега ми текна. Тоа Повели. беше фестивал во Велес, дојде една возрастна жена. Игор Џамбазов вика еве го овде, и значи тука се случуваше муабетот до мене. Добро. Му го врати лулето на Петре Прличко, кој ловел риби со незиниот покоен маж пред 30 години и останало такво да го најде Игор, да го врати лулето, немал што да пуши човекот, тогаш и Петре му дал луле. Значи, како бескрајни анегдоти се со Игор Џамбазов. Разбираш? На вистина му се случуваат работи невообичаени. Што сега работиш, што најавуваме, што правиме? Така, новиот материјал и она што сакам следно да биде од Гуру Харе, на овој албум си пеам сам. На новиот албум сакам, Јанко, песните мои да ги пеат други пејачи. Многу убаво што сакаш. Го Па и правиш, не го успевам. правиш, Како не? снимаш веќе? Едната песна со Аки Рахимовски е снимена, вторава со Игор Џамбазов веќе испромовиравме, третата веќе ми у кола ја преслушувам со Тамара Тодевска, се вика Љубов. Тамара има прекрасен... Што направи за незе? Блуз, рок, Госпел песна. госпел. И Таман, значи, не знам, права особа. Незе многу и го сакам незиниот вокал. ме извади од кондури. Значи, јас знаев Многу дека е ќе јак. добијам од нејзе нешто исклучително и го добив тоа, значи влезе у студио и не извади од кондури. Ако. Вака збори Знаеш. да немаме што да кажеме, да пуштиме. Добро? Ќе бидеш благовремено информиран. Сакам следно да снимам видео и за песната со нејзе и понатаму трагам. Имав една сулуда идеја. Сакав пејачи што не се од Македонија да ги чујам на македонски да запеат. Нешто слично како проектов што го направија Тавитјановци? Да, меѓутоа не се држам толку до тоа и нити сум мокен таков цел проект Туку да направам. твои Мои песни. песни, да, Твои песни да авторски отпеат. песни. И сега трагам да видам, имав прилика на Бубамара да се видам со Дадо Топич. Значи, сакам сепак не било кој пејачи, пејачи што имаат врска со блуз и со рок н рол, Апсолутно. знаеш. Дадо Тоа е. Топич. И ето, Како реагира Дадо? Збореше, комуницираше со него? Го седевме 3 сати у бекстејдж позади и еве сме во комуникација. Викам, Дадо, би отпел ти нешто на македонски? Што, ја да певам на македонски? Па викам, ти си, ние те рачунаме за наш, те сметаме овде. После она Македонија од песната, Нели? Ја викам, ние те сметаме овде за наш. И као, окей, сме во контакт, сепак се работи за возрастни луѓе, а знаеш како, тие се мои херои од младоста и ја уште си ги паметам во моите мисли кои што си биле. Други кои? Сепак се 70 годишни луѓе, знаеш. да, апсолутно. Немам вака, не знам, можеби Што ти се врти низ памет, тоа ми интересира. да видиш, мислев дека има премногу, него кога почнав вака да правам кастинг во главата за која Останаа песна, малце. станаа малце. И искрено не знам, не дека не би ти открил. Знаеш, одлучив албумот да го работам полека, да уживам работејќи го, бидејќи не сум обврзан нити со некаков издавач, нити со некаков менаџер. Се тоа, значи, јас сум извршен продуцент. Кога ја направи оваа со Аки? Мислам дека беше октомври или ноември месец. Сега, Да, 2017. 2017, на крај на Значи, годината. знаејќи те тебе, колку бавно и лезецки ги правиш работи, 2020 ќе го чуеме албумот. Не, мислам дека порано ќе биде. дај. 2018, па ја би сакал 2019 веќе да го објавам. Знаеш.
Пак ќе кажам, сето ова, знаеш, за да сето снимање, аудио, видео, чини пари. Тешко е кога работиш сам. Меѓутоа има некоја сила што се труди Како се финансираш? да добиеш не она што сакаш, него она што заслужуваш. Како се финансирам? Значи во Зобновив си ги најдов моите другарчиња од забавиште, верувал или не, додека учев во Свете Николе како забаваче, Алексовски Горан, Андонов Александар. Во меѓувреме моите пријатели си се бават со бизнис, си стана успешни луѓе и ми рекоа те следиме што правиш, дозволи ми колку можеме да те помагаме. Ти се верува или не во денешно време, некој така да ти пристапи и сето ова ново што го правиме благодарение на нивна помош. Може би не направив пари во животот. А они водат некои компании познати нешто, имаат некој Не знам. бизнис кој би требало Алгомак се вика фирмата на едниот пријател, се бави со пекарство, другиот пријател му се вика компанијата Андонов, се бави со некакви адитиви за совместни производи, колку што ми објасни, знаеш, и едноставно ми помагаат, само Добро, работи, а ми ти се- помагаат тебе. Секој им чест не. Сакам само едно благодарам затоа што ради нивната помош ние ќе имаме продукт во кој ќе уживаме. Така, најголема благодарност тие се луѓе на кои не им треба моја реклама или знаеш не им зависи бизнисот од тоа, едноставно чувствуваат што заради мене, Нив да им што требало заради- ќе се рекламираат кај мене. Нив Сигурно. така е добро им иде и драго ми е што те Мора препознаваат да и ги ти помогнат. Ете така, мора да ги споменеме и таквите луѓе кои се ретки, меѓутоа ме цени, знаеш, инаку не би постоело ова. Јас никогаш нити сум аплицирал во министерство, нити сум побарал пари државно, нити Види. не знам како да ти кажам. Сега може и да ти се случи и да не аплицираш да добиеш пари, као Бернис пропаганда. Видиш и так да, и такви варијанти има. Не знам, некако пак ќе речам тврдоглас сум. Се во служба на уметноста не би сакал заради погрешен чекор или знаеш како е денеска наоштено се да си го компрометирам она што го живеам веќе толку години, скапоцено ми е бидејќи на крај и после мене ќе остане она што сум го оставил, знаеш. Затоа ми е светиња. Друго немам. Во меѓувреме кај можеме да те чуеме, видиме? Или на концерт со Outmind, еве на 21 ќе свириме во Кочани, или на концерт со Игор Џамбазов на 28 април повели на плоштад во Колектив. Каде? Колектив се вика, местото е залепено на стара стоковна куќа. Местото е на Пане Темов. Аха, готово, јасно ми е. Во 28 клуб април. настапувате во колектив, така, Точно така. така. Добро? Со Игор. На почеток јас свирам со бендот 4-5, дали мои, дали блу стандарди. Потоа се придружува Игор, концертот ни трае 2 часа, супер атмосфера е, Вашите песни? апсолутно да. Све авторски песни ќе идат. Да. Добро. Кажи ми за албумот, дали со овој електронскиот Outmind. Outmind, дали планираш некое хард копи да излезе од сето тоа? Албумот постои, значи пред 5 години издаден за PMG Recordings. Тие беа единствени што имаа Се слух да го видат тоа. Се јави Мирко и рече, дечки, ако немате болја опција, ја би сакал да го издадам тоа. Не очекувајте Од тогаш нешто многу. имате нов материјал? Да, доста синглови, меѓутоа немаме втор албум. Така. А имавме мал пех. Ќе споменам, ни изгоре студиото во Макотекс. Дали знаеш за тоа? Декември 2016 или 17 година. Студиото каде што работевме. И моментално сме пролетери без Овие без овие посет. два настана се поголеми, авторски и така натаму. Дали во меѓувреме си настапуваш вака клубски со некого блузеви, Флоид? За жал Цепелин, одамна немаш такви. немам свирено. За жал Те одамна влече, немам не те свирено. влече или обврските Како едноставно? не, ме влече. Ја Па зошто не си? Зошто не си у Маракана? Зошто не си у еве овие клубови и така натаму? Па, не Немаш знам. ли Бентли или? Како не? Значи, луѓето што ги спомнав и од албумот што ги читаше, не сакав да те прекинам. Златко Михайловски бумбар на тапани, Трајко Симоновски таци на бас, значи Стефан Илиевски на клавитура, таци и бумбар, се првите луѓе со кои го направив бендот за Тоше. И значи, замисли колку години наназад сме ние заедно во разноразни проекти, за да ден денес ете повторно. Староста е снимана кај Таци, песната, миксана кај Мите. Тие ми се луѓето.
низ годините, знаеш. Збориме сега да се вратиме за настапи клупските клупски. свирки. Не знам зошто, едноставно, знаеш. Нема покани или не се ангажираш да се Не се ставиш ангажирам. на пазар? Не се ангажирам, бидејќи троши Јанко тоа. Знаеш, таа ноќна Да. работа троши. Значи, Не бе, замисли- зашто Јанко уживаш од 2 сата секоја вечер овдека, што ми фали мене? Па се ти замисли како изгледа, значи троши, Троши. ноќе во Ја кафана. знам. Знаеш, А што мислиш инфарктот од што се добива? Од знам дека секс, знаеш. драгс and рок-н-рол. Не, Знам дека напорно знаеш. е работа. Напорно е. Значи јас уживам, сакам да свирам, меѓутоа знаеш како изгледа агендата? Треба во 5-6 поручек да тргнеш за Охрид, на пример, или Струга или Битола, каде и да е. Па проба звучна, Па звучна проба, па местење, све. па концертот и на крај возење, бидејќи тие немаат буџет да ти пратат спиењи да останеш таму и кога ќе дојдеш во 5 сабајле, знаеш како утредента си навистина неспособен. Интересно да те прашам, пошто создаваш авторска музика, Игор Џамбазов ти е близок, еден куп актери ги имаш, зашто никогаш не се ангажираше, например, да работиш музика за представи или нешто слично? Обично сакате театарот да експериментира. Гледаш не знаејќи, видиш, па ме праша нешто што јас многу сакам да го правам. Далеката 83-4 година со Гино Дегаги во режија на Златко Славенски на Млад отворен театар јас добив награда за најоригинална музика. Хроника на среќниот се викаше представата. Потоа со истиот тој Златко Славенски во МНТ Троили Кресида направив музика за сериозна представа која постои. Уште една соработка имав со покојни Диме, режисерот, Црни куклички под текст на Венко Андоновски, меѓутоа се случи таа музика да не биде објавена, режисерот почина и тука заврши мојата амбиција да правам театарска музика, иако тоа е нешто што многу сакам да го работам. А отворен сум за понатака, знаеш, би сакал да го работам тоа. Ме влече. Театарска, филмска музика, имам работено и за реклами, музика, знаеш. Така што јас како човек, не знам како да ти кажам, имам широк спектар на интересирање. Ти благодарам многу, мислам дека исцрпевме И што веќе заврши? 120 минути. Аман се загрев. Па немам повеќе. Мислам дека не си ни бил на емисија со повеќе минутаж. Па предпоставам да, меѓутоа ми помина брзо, бидејќи ете, многу ја фативме од далеко, знаеш. Сакаш Благодарам нешто? на поканата. Не, имаме простор. Јас сакав да илустрирам со музика, имам уште 10 на минути. Ако нешто ти остана недоречено, повели. Па не остана недоречено, еве. Мило ми е ако ги забавувавме гледачите во овие 120 минути. Види, Ако им ја беше не сум те- интересно, Види, јас сум те поканил овдека да поразговараме. Не секому е разговор интересен. Не секому музиката му е тема Види. на муабет, а ти си жива историја и морам да ти го хронологија. кажам и ова, не секој умее да ме праша за некои работи. Ти паметиш стварно назад, значи сме живееле едно исто време, сме иделе по исти подруми да пробуеме. Значи А стварно дали сум добар домаќин или не, се си кажува дека после 2 сати тебе ова ти е кратко. да. Се изненади човекот, вика готово, крај. Сериозно, нема представа Види. дека толку брзо ни помина времето. Многу ми е жал, очигледно е, но нека ти остане вака у грло да ти стои. Ако сакаш, можеме да посветиме музика, да посветиме емисија, јас и ти, бидејќи ја Тошо Филиповски планирам кој ќе издаде енциклопедијата, но он е енциклопедист. А бидејќи ти имаш километража, можеме да ја фатиме вака повторно од Гино Дегаги и македонската сцена, но не само твојата кариера, она што било споредно. Ќе ми И тоа е биде една. задоволство. Океј, ми Верувај ветуваш? дека ти ветувам. Ајде, нека помине празников, негдека до пред 1 мај да направиме една музичка емисија посветена на позначени македонски бендови со кои се допревме, ти си се допрел, Супер. бидејќи тука и Архангел можеме да ги илустрираме и сијата. Важи? Апсолутно. Ти благодарам многу што беше гостин. Ти благодарам и тебе на поканата и до следното видување. Многу ми е жал што ти изгледаше кратко, но искрено да ти кажам, толку ми годи на егото, не можам да опишам. Режија, може да илустрирате со музика од Гуру Харе Помина жело. за крај и тука ќе завршиме после тоа со одјавна шпица.
Драги мои пријатели и пријателки, благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно. Секој нов здив, од самрак до зори, допираш места кај што најмногу боли. Преголем залак да се биде жив, а јас сум тука и должен и крив. Откако замина, постојано паѓам, навечер умирам, наутро се раѓам. Познато чувство, повторно сам, а утре ќе видим, утре јас и знам. Деновите исти, како кусур ги бројам, и она малку светло, темно го бојам. По кој знае кој пат, истиот круг. Не сакам и не можам да бидам некој друг. Можеш да прашаш, немам што да ти кажам. Премногу долго, сам себе се лажам. Дај уште некој познат рефрен, а утре ќе видиме. Утре е нов ден, нов ден. Утре е нов ден. Веќе ништо не е важно во мојот свет. Единствено е тажно што и без тебе. Утре е нов ден. Нов ден. Нов ден. Откако замина, постојано паѓам, навечер умирам, наутро се раѓам. Познато чувство, повторно сам, а утре ќе видим, утре јас и знам. Деновите исти, како кусур ги бројам, и она малку светло, темно го бојам. По кој знае кој пат, истиот круг, истиот круг, истиот. Веќе ништо не е важно во мојот свет. Единствено е тажно